Почитуван колега, Коле, рековте дека дебело сте размислувале, јас ќе ви кажам, вие дебело да работевте, посебно во Радовиш, зашто таму се извинувам, ама за жал доживеавте дебакал на изборите локални и ви се случи да ви протестира пола членство, да горат членски книжки од Социјалдемократскиот сојуз. Колешка Жаклина Лазаревска, истото ви се случи во Охрид и ве молам да сте живи и здрави. Кога ви извадија за кандидат, памтите, пола членство ви протестираше и сега доаѓате овде, наместо да се држите до темата, да образложите зошто сте спремен да гласате против овој амандман, кој значи подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во Република Македонија, вие почнавте да користите термини од типот PR, fake news. Дајте, колега, користете македонски јазик. Односите со јавност се карактеристика и на вас, и на нас. Ама ние, кога станува збор за тој дел, кај нас во партијата не ни превртуваат очи и да намигнуваат и не знам што да прават, и главните кои ви се за таа служба да ви заминуваат секој месец, бидејќи на вас ви превртуваа очи. Кога станува збор за лажни вести, знаете, мајстори сте за лажни вести. Знаете зошто? Последното што го направивте, и иако знаевте дека председателот на Комисијава за финансирање и буџет е отиден службено, вие од вашата партија излеговте да кажувате дека тој во Египет се сонча. Тоа не е лажна вест. Тоа не е од партијата од која вие доаѓате. Ама не ви одговара тоа да го правите. Сега јас, колега, ќе ви кажам, бидејќи спомнувавте и судство. Па за судство мајстори сте за да правите политички монтирани процеси. И сега, каде се резултатите, каква е ситуацијата, ми зборувате. А дали вие еднаш се запрашавте каде е ситуацијата и каква е со Рашковски? Каде е Рашковски? Слободно во маркети се шита и си вади пасоши. Каде е и зошто е Зекири во притвор? Не зборувате. Не зборувате за модуларната болница во Тетово. Крив е кабелот. Нема одговорност таму. Газдата на Беса Транс. И што се случи? Повеќе од 100 пати таа фирма, тој превозник, ја напуштил државата без документи. Вие не се појавивте, колега, кога требаше да се расправа за овие предмети. Каде бевте? Владачкото мнозинство не присуствуваше. Кажете ми, криминалите на ликови кои сме ги заборавиле, колеги, овде, Петре Шилегов, не смее да се заборави. Неговите криминали треба да бидат казнети и јавно кажани. Па вие овде имате колега кој има куќа огромна со базен, кој нема документи за тоа, колега. Ама тоа не се спомнува. Го нема. Го нема вашето размислување да кренете рака за енергетско ефикасни фасади и да го поддржите, да го поддржевте вчера. Амандманот за зголемување на платите во јавниот сектор. Не, тоа не може. Ама Ден Дончев, каде е Ден Дончев? Сте се запрашале? Што се случува? Каде се резултатите од сите овие работи? Да бројам уште или да се спремаме, здравје Боже, кај некого на Мекици да одиме, нели? Или од Крштевки? Бидејќи, како што разбравме, вашите сопартици се тие кои најмногу собираат така на пари на таков начин. Јас за други што познавам, од Мекици успеваат луѓето да си ги покријат трошоците што ги направиле за мекиците. Ве молам, кога зборувате и кога дофрлате, одлично е. И на реплики ве замолувам да се јавувате. Доколку имате храброст, секако. Ајде сега, кога вие зборувавте за енергетска ефикасност,
Зошто не спомнавте дека со тоа ќе се заштеди електрична енергија и пазете, плаќањето на струјата, памтите како беше? Изборите поминаа, одма се покачи цената на струјата. Имавме зголемување на цената на струјата, зголемување на цената на парното, а од јули, здравје Боже, сега 2022 година, за колку проценти планирате да ја зголемите струјата? Знаете, вие и таа влада, што кажавте дека владата, а замислете на еден дел се почувствувавте како да не сте дел од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и самиот се коригиравте, многу убаво знаете за што зборувам, е таа влада за која природно е, колега, да не се чувствувате дека сте дел од нејзе заради тоа што можеби природно вие не сте криминогена личност. И нормално е, природно е да се издвојувате од криминалците. Подсвеста работи во таква ситуација. И сега знаете како? Набавиле над 400.000, замислете, кафиња. Па толку набавки во јавен сектор, толку набавки за јадење, за пиење, за тањири, лажици, вилјушки и така натаму, толку нешто се направи, а не се крати од буџетот. Пазете, сме во период на криза. Економска, енергетска, така, финансиска, да, мигрантска, политичка, благодарам. Ајде, образовна, но на крај ќе кажам, покрај 3 точки ставам, на крај, на повидок, колеги, ние и прехранбена криза. Таа прехранбена криза ќе направи народот да нема леп да јаде. Ја поттикнувате, ја стимулирате и за жал пробувате да ја одржувате. Не само таа, туку сите овие кризи кои ги наброив. Колеги, дајте, размислете. Пак ќе кажам, на секое мое излегување овде, ќе ве замолувам, додека трае оваа дебата за ребалансот на буџетот, размислете, предомислете се да имаме комисиски амандман поврзан со зголемување на платите на вработените во јавниот сектор за 2800 денари. Барем за малку некому да помогнеме. Да не се вадиме, да не се правдаме. Во буџетот има пари. Има пари за да се надминуваат тешкотиите и проблемите. Впрочем, размислете малце, програмата C5 за животна средина, во онаа програма која ја имавте и со предлог буџетот, за која немавте план, немавте програма, како ќе ја трошите, ама сега видовме дека делумно се троши со истата, знаете што? Да се покрива неработењето на двојцот Ковачевски. Дајте, предомислете се, финансии во буџетот има, да се скрати на места каде што навистина треба да се скрати, не смееме да ги трошиме, не смеете да ги трошите државните пари за кафења. Треба да се троши за граѓаните. Време е на кризи и морате честно и праведно да работите, затоа што ќе биде и време на затвори. Ви благодарам најмногу.